Највда го речено, чудна е стратегијата на оваа влада кога се во прашање капиталните проекти и инвестиции кои веќе наликуваат на теорија, отколку на практична реализација. Со месеци и години се најавуваат големи вложувања, а на терен речиси ништо. За Кочани стана пуста желба изградбата на браната Речани, за која нема ниту планови, ниту рокови, ниту пак се работи на нејзина реализација. Уште полоша е ситуацијата со развојот на Пониква која тапка во место, па затоа најавата за инвестиција од 100 милиони евра за зимскиот туристички центар Цареврв, граѓаните повеќе ја доживуваат како далечина, можеби и пуста желба, не верувајќи дека тие ќе дочекаат да се искачат догоре и да ја видат. Политички обоената железничка пруга кон Бугарија се развлекува до бесконечност, а експресниот пат од Кочани до границата со Бугарија не се ни спомнува. Затоа пак милиони веќе се преведуваат на сметката на коридорите 8 и 10, иако таму нема ниту механизација, ниту работници. Кочанци добиваат впечаток дека државата не е спремна да дозаврши една детска градинка за да ја пушти во употреба, камоли да го изгради домот за стари лица. Актуелните политичари со години го замајуваат народот со уставни измени, со преговори и влез во ЕУ, како да европејците ќе ни направат се што не сме направили и ни треба. А ни стојат незапочнати и незавршени многу нешта: здравствени објекти, автопатишта, водостопански објекти. Па и Србија е во преговори за Европската Унија, ама тамошните лидери најавуваат инвестиции во милиарди евра за изградба на огромен саемски комплекс, супермодерен национален стадион, автопатишта, брзи пруги, автобуси, железнички станици, метро, комплетно уредување на тресетина поголеми града. И сето тоа во строго определени рокови од околу 3 години.